60 години на сцена, значи 60 години треба. Значи не е важно колко време настапуваш, нали? Има мигови, кога нещо ново трябва да го представиш. Не се чувстваш добро, мислиш дека не можеш да се покажеш во своje светло, тогаш има треба, сакаш лекаш, нали? Али кога ќе застанеш на сцена, одговорност е одговорност и се бориш со себе си и да се представиш во своje светло, нали така? Некогаш и покрај некои болести на грло или други настинки, што ја знам, може би не. Мислиш дека готово не можеш да го оствариш на настап, но се случува дека си можел и болен да бееш, ако психички се припремиш духовно, мисля. И на различни начини во овие 60 години човек се борил. Но мислам дека е многу важно прво да си сакаш професијата. Тоа е најважно. И на тој начин ќе се бориш секогаш да бидеш понапред од оно што си го направил, нели? Или ќе имаш желба да направиш некој експеримент, ако музиката во друга гранка, професијата. Нешто што до тоаш не си го работил. Мислам, ова е сосем друга професија вашата, мислам. И затоа во различни гранки ќе се бори човек и се радува ако се најде себе си и во некоја друга фаза, мислам, на својата професија. Сум имала желба навистина да не останам на оно што сум го започнала со работата, со изворните самопесни и тие ново создадени што бидат близко до изворот наш македонски, но за сето тоа не сум можела сама да го направам. Значи, едно е талент да имаш и да се развива талентот, а сосем е друго со кои луѓе ќе работиш, од кои сознанија нови ќе црпиш. И мислам дека имав среќа растев со генерација во Македонија која ме држаа како, би рекла, капка на дланка. Сите тие композитори кои веќе не се со нас, интерпретатори, мои колеги исто кои не се сега со мене. Но се радувам што имаме прекрасен подбодок на млади интерпретатори кои исто се многу добри. Се радувам на нивните успеси, но сепак морам да кажам дека во овие иднава година во март правам 75 години роден ден, но не сум престанала себе што да снимам. Себе што ме држи другото, значи тоа е ливот на професијата. И секогаш сакам нешто ново, ме радува што сега младите колеги кои се на сцена ми даваат голем потик да се работувам со нив уште, да се представам од време на време меѓу любителите на народната песна. Но и среќна сум што имав можност. Започнав со забавната песна, но не ја оставив ни забавната, ни народната, но сепак се посветив повеќе на народната песна и оставив така траги меѓу нашите драги македонци по целиот свет. И се радувам на успесите што доаѓаат, но времето што кога јас почнав да работам, денес е нешто друго. Сега се борат, мислам, младите на многу начини, со проекти, Во тоа време јас кога започнав, бевме многу скромни, многу дававме, малку добивавме, но бевме многу среќни.
преку песната да видам светот. Мислам на сите страни, од Австралија до Америка и така натаму. Оставивме големи траги, но морам да кажам на младите колеги, дека ние многу по цел свет и бесплатно патувавме, тогаш беше социализам. Оставивме многу траги меѓу нашите надвор. И одивме за $3 денот, сакам да ви кажам, до Австралија, да видиш отворено од семејството, едноставно ти кажува по социализмот, така беше. Те испраќаат, одиш 40 дена на турнеја, обезбедено ти е по куќи кај македонците спиење и ансамблот испратен, врвни музичари, врвни интерпретатори. И ние добиваме само $3 денот без разлика на тие врвни успеси на чуда. Сега не е друг начин. Сега можеш да бараш хонорар, мислам, вознасловен и така натаму. Но тоа се спомени. Покасно и ние, мислам, патувавме. Јас имав можност да патувам. Тоа ретко го зборувам, може сега на помлади, ако да им кажам. Дека имав можност како ексклузива со продукцијата РТВ и Југото да постигнеме големи резултати, заедно патував со врвните звезди југословенски по 40 дена и повеќе из Европа, без сите жени. Една турнеја траеше да речем 45 дена. Секој ден заедно со сите една турнеја правеше радио телевизија Белград, која се викаше Златни гласови Југославија, друга турнеја правеше радио телевизија Загреб и бевме со врвните звезди на забавна музика, врвни звезди на народна, од кои како од Македонија јас некогаш имав среќа на тие години да патувам. И оставивме, мислам, голем белег на естрадната сцена во бившите простори, но кога се распади Југославија, све тоа загина. Мислам, че останавме во Македонија. И во Македонија сега доаѓаат само естрадни звезди, мислам, од бившите простори, за баснословни суми, без разлика на нашите квалитети или можности. Никој не му е гајле, не ги интересирало да назваме поканат, но било кој настави да се случува. Мислам, а што е најжалосно, па и тие не ме поканали никогаш. А сме били ексклузивци. Тираж, што да ви кажам, со милиони продавано, низ цел свет и така натаму. Значи, користиме на тие куќи, не и така. Мислам, што тој што сме имале ексклузивни говори. Ова го кажувам младите да знаат малце, мислам што се случувало. А сега да ви кажам, Србите како викаја да ни изрека, кут кој мили мој, не ли е така? Значи, они доаѓаат, нашите се борат, младите одат, пеат таму, мислам, во кафани, све се случува во кафани и не можам да замислам сега како што се случува на еден клавир, со клавир пеат во ресторани, да не можат да ги платат, мислам и така. Тој има златни грла наши што го прават тоа, али мораат да живеат, да работат и така натаму. Спотовите се кај нас, за нас се баснословни суми да правиме, одгоре интерпретаторите, мислам, да не одложам, мислам, долга ова, мислам, долга приказна, ама сакам и од естрадата да знаете така што се случува. Јас сум среќна што толку години се занимавам со песната и сега што од време на време пеам, нема проблем. Би сакала само да оставам уште додека ми држиш грлото некои снимки кои ќе имаат можност да ги слушаат, мислам, помладите генерации, да си ги отворите очите и да напредувате во својата професија со многу желба,
да ја сакате својата професија и на тој начин мислам ви се отворени вратите со оваа професија ваша